Крускул четврто издание, сакаме да го изненадиме гостинот, Јосип Стибел е тука организаторот, ќе пуштиме кратко промо, па потоа ќе се вратиме со разговорот. Велат првото, скоро секогаш се памети. Ова беше првиот Крускулт во паркот на Франкофонија. Добро утро велиме за Јосип Стибел, прв пат во студиото. Добро утро. Да, досега од терен известувавме, информиравме за овие настани. Крускулт има интернационално име. Изданието е 2025, овој настан. Зошто Крускулт? Дали чоперите беа инспирација за името? Крузингот е, една убава возња што представува со нашиве машини со моторите, а воедно крузинг може да биде и со еден убав Кадилак, со некој убав олдтаймер и така натаму, така да ова е култ на крузингот, каде што представува еден култ на слободата, на уживањето, на слободата на размислување и најважно слободата на двете тркала. Она портокаловото беше корветата на Дејан Пановски? Тоа е корветата на корвета Stingray, доста интересен модел и редок, така да, еден од нашите колекционери, така да. Да. Добро. Две тркала. Двете тркала се голем предизвик за мажот, особено во поодминатите години од животот, тој трет пубертет. Како дојде до идеја да се соберат овие крузинг машини, како што сакаш да ги кажеш? Во прво лице ќе зборувам, бидејќи се знаеме од ембриони, од многу одамна. Ќе ни простат гледачите што сме вака лично персонални. Како дојде идејата да го создадеш ова чудо? Значи, екипата што сме во Крускаут и воедно, луѓето што сме дел од таа екипа, возиме сигурно повеќе од 20-25 години. Така да, ова изложба представува еден сублимат на многу претходни настани каде што сме оделе и низ светот и низ земји каде што има повеќе фокус на оваа култура, односно баш изложување на тие кастомизирани, ретки модели, поинтересни модели на мотори од стилот на чопери, крузери, кафе рейсери. И идејата беше да на нашите луѓе, на нашата публика да се понуди еден ваков експириенс, едно искуство каде што може во живо да ја долова таа атмосфера, не само моторите, туку да ја почувствуваат и таа слобода на живење што се надевам и мислам дека ние ја живееме и ја имаме, каде што тие мотори не обединуваат во нашиот начин на живење, нема религија, нема политики, значи едноставно има добар и лош човек, така да представува една слобода, така да тоа е една од идеите. Добро, мислев дека филмот со Чарли Шин ти беше една од идеите. Да, добро, Чарли Шин, тоа е тој холивудски филм што нашиве генерации, да кажеме, го знаат. Меѓутоа, го зборуваме од тие култни филмови, се подразбира дека главниот е Easy Riders или кај нас, што беше преведен Голи во седло со Денис Купер. Да, може и Мики Рурк, нели, Орхидејата. Да. И Орхидејата, и Питер Фонда во тој, така да имаме од поновите, да не забравиме Джейсон Момоа, еден сериозен колекционер на чопери и воедно првите негови филмови пред овие холивудските се за мотори, така да тука би го спомнал неговиот филм Road to Palmona. Така. Велат во Скопје летото се најавува не со топлото време, не со сончевите зраци, туку со моторите што брмчат по Партизанска. Да, ова не се тие мотори кои што брмчат по Партизанска, ова е една сосема жаргонски сега се тоа беше кажано. Ова е една сосема поинаква димензија на живењето. Ова е, може слободно да кажеме, култура општествена. Да, и човечка процедна. Па една од посериозните субкултури во општеството, бидејќи да кажеме уште некои си
30-40 години, оние филмови понатаму што се Марлон Брандо и се, представува еден вид на бунт против тие стандардни некои норми, каде што мора да се прави се по правила и по сите тие шаблони. Така да има голема историја во тој момент и представува една субкултура која е многу значајна во многу работи, да кажеме, во живењето и односно во потрагата по слободата, многу значајна, бидејќи почетоците одат многу наназад. Емпатијата и хедонизмот се во фокусот на оваа субкултура, иако велиме нема се излегува од правилата, тоа е излез од правилата кои што се зацртани од други, меѓутоа човечноста пред се во оваа субкултура доминира. Не може да се случи моторцикл да е застанат на патот, да има проблема, други мотоциклисти без разлика дали го познаваат или не, да не застанат, да не помогнат, да не блендираат едни со други, да не соработуваат, да не се поздравуваат кога ќе се сретнат. Тоа се тие оние братски моменти што ги имаме на патот, каде што секој кој ќе види, не дај Боже, некоја таква ситуација, мора да застане да помогне. Меѓутоа, оваа култура представува една слобода на живење, каде што, знаете, ние патуваме, па сме стигнале до одредено место, тука со луѓето, се видиме, да се пречекаме, имаме, еве, као и секоја година, гости што ни доаѓаат и надвор од Македонија, па ние одиме кај нив, така да тоа е еден вид на дружба и многу важен момент на респект и почитување меѓу себе. Инаку, Јосип Стибел е професор по англиски јазик во гимназијата Јосип Броз Тито, ќе се гледаме. Ова наредните 4 години со оглед на тоа што мојата керка се запиша таму, да повторно малку лична димензија, ќе ни просите, нели, да се ослободиме. Сите јадовите да си ги кажеме, сега организацијата. Колку беше тешко, лесно, 4 пат е ова, сега првото, второто, па третото, па секоја година ќе биде подобро, па ова ќе биде па испаднало полошо. Колку беше предизвик оваа година да се организира Крускулт? Првата година, да кажеме, е најтешката и беше најтешката, каде што, да кажеме, многу важен момент е што немавме и доволно финансиски средства за да се изведе, но ева дека се појавува таа човечност и пријателство, така да доста од бендовите првата година беа без хонорар. Да кажеме, стејџот и сите тие работи исто беа со поддршка за Крускалт, меѓутоа како одиме понатаму, веќе има олеснување, да кажеме, во самата организација. Морам да напоменам овдека дека Крускалт сме екипа од некои си 15-17 луѓе што воедно и таа логистичка поддршка и останати поддршки не би можело да биде доколку ја немам од екипата. Така да секоја година луѓето бараат нешто плюс, а и ние сакаме плюс да дадеме и така да има секогаш има таа паника додека све да се суреди, сепак има премногу моменти од бендови до посетители, па кои се дојдени од надвор, безбедноста е загарантирана, организирано е се по стандарди, по правила. По сите тие правила. Морам да поменам, Крускалт има едно препознавање и поддршка од државните институции, како Министерство за култура, Општина Центар, тука би спомнал и Центар за современа уметност. Не знам од овие другите спонзори што не се државни, дали не спомнам, но има помагатели. Има луѓе кои што разбираат потребата за организирање на ваков настан. Сакам да кажам голема благодарност до сите, бидејќи вакво нешто треба и финансиска помош и секој поглед, бидејќи не може да се изведе без нивната поддршка, така да уште еднаш респект за сите. Добро, еве од нас ветување дека она што ќе биде таму на 20 и кој? 29 јуни, значи недела сега за од 12 до
17-18 Добро, часот. паркот на франкофонијата изобилува со зеленило, така што временските неприлики да се високи температурите нема да влијае. Да. Добро е што во најава има пад на температурите, некои 30-32 степени сега вака цело време како што само дождот да нема расипе спечаток. Не се надеваме дожд дека нема, бидејќи за денес нешто има најавено, па после некој тоа е најголемиот Ќе ги страф. замолиме боговите на мотоциклизмот да реагираат и да испратат сигнали во етерот. Помош. Уште неколку нијанси, какви се овие, кажавме дека се тоа популарните чопери, какви се овие машини кои што сакате така да ги наречете, дали се колекционерски, дали се комерцијални, дали се оние кои што може да се најдат секаде и дали се перчат оние кои што имаат ретки мотори? Па, вака сега, знаете, убавината на кастомизацијата и моментот, нели, е правење на машината и целиот мотор, нели, да изгледа според кастомизирање, според стилот на собственикот. Карактерот. И секој, стилот и карактерот, и секој сака да има посебен свој стил, односно неговиот примерок да биде уникатен. Посебен звук, така да звукот е доста важен и се. Сега ние следната година чоперот тука. Може, да го чуеме звукот. Да имаме примерок еден тука. Да го чуеме звукот. Да, инаку би напоменал дека ќе имаме награди оваа година. Тоа ни е во одредени класи како Чопер Крузер, Кафе Рейсер, Класик и така натаму, каде што после тоа до крајот на настанот публиката ќе бира од одредени примероци според публиката кој ќе биде Public's Choice, нели, најдобар примерок. Имаме ли интересенти, имаме ли заинтересирани луѓе кои што имаат мотоцикли да се појават, број на учесници? Сега не се секам дека споменавме, секоја година се зголемува бројката, така да сакам да кажам, ние со изложени примероци на мотори, никогаш не сме биле под 50-60, зависи. Меѓутоа, тоа варира и секоја година се зголемува. Исто така имаме интересни примероци, како што спомнавме на некои олдтаймери, меѓутоа да кажеме во таа нота со крускаут или со чоперите во тој стил, така да тука би имале некој Бјуик Ривиера, оние знаете што се во као Кадилак верзии и така натаму. Така да имаме интересни бендови, имаме супер, односно имаме оваа година, секоја година менуваме, оваа година имаме една вистинска скопска ситуација, односно прво се Day of In The Mood со цел бенд, 5 луѓе, после тоа продолжуваме со Day of Крле, нели, така да ќе има потоа и jam session, музиката нон-стоп додека настанот имаме музика, ладни пијачки, имаме храна исто од интересни што се, нели, овие што работат со тој момент со стрит фуд, да. Тука би биле Fat Kitchen, Mr. Hot Dog, така да има интересни содржини и сите што ќе доаат ќе уживаат. Има ли публика? Настав. Циркулира ли публиката? Секоја година морам да кажам дека постепено се зголемува. Целта на Cruise Scout не е само нели моторни да дојдат, односно представува едно представување на нашата култура, односно и слободно имаме сите години и семејни моменти, фамилиарно што се доаѓаат луѓе, имаме помладе некоја генерација што ги интересира, сака да видат, да не забравяме дека таа млада генерација и свежа крв е најважна, мора да ја продолжи, нели, самата приказна на култура, така да. А ние што возиме 300 кубни сантиметри пијаџа Беверли, поканети сме. Поканети се сите. Сите се поканети, бидејќи представува еден убав експириенс, од моторите до музиката, до енергијата што е тука, така да ги поканувам. Кажав едно скопско секојдневие да се направи едно
сериозно освежување со посета на Крускалт. Кажа во најавата дека со годините си доаѓа љубовта кон моторциклите, кон овие сериозните моторцикли, кои што продуцираат сериозни звуци, кои што изгледаат прекрасно. Понеделник полагам за моторцикл, држи ми палци, стискај палци, Добро среќа. искуство имаш, така инаку мојот добар пријател Лазо Миновски, кој што е велосипедист, сака да се трансферира во моторциклисти и вели не, ти не возиш мотор, ти возиш скутер. Да, Беверли тоа било скутер. Добро. Јосип, благодарност, одвои време ова утро, среќа не си на училиште задолжително во овие денови. Соберете енергија, соберете позитивна материја и пренесете ја врз публиката, врз учесниците, расширете ја низ општеството како и секоја година. Благодарам. Така, ви благодарам многу за поканата и за поддршката. Од самиот почеток имаме поддршка од македонска телевизија, од останати медиуми, така да ги поканиме гледачите недела 12 часот пак на франкофонија да ја почувствуваат нашата слобода. Ќе снимите, понеделнички ќе емитуваме може што се случило, што се случило таму. Со материјалот и све да се до среда имате време. До среда имате време. Благодарам. Јосип Стивол беше тоа, Парк на франкофонија, Крускалт 2025, четврто издание на мотособирот, кој што значи многу повеќе од собир на моторцикли и на мотоциклисти.